На најубавата улица во Битола, на Широк Сокак, се наоѓа католичката црква Пресвето срце Исусово. И оваа црква има бурно минато. Прво била изградена, за потоа да биде опожарена. Но денес е вистинска убавица на Широк Сокак. Француските мисионери, лазаристи од конгрегацијата на Свети Винко Павелски, својата дејност на овие простори ја започнуваат во текот на 18-тиот век. Со зголемувањето на бројот на католици, а како резултат на отварањето на бројни конзуларни представништва, странски службеници, трговци, како и членови на нивните семејства, се појавила и потреба од постојано присуство на свештеник кој би се грижел за духовните потреби на населението, за духовна и школска наобразба на децата и останатите верници. Ваквата состојба допринела во 1848 година, односно 49-та година, да биде поставен постојан свештеник чиј престојот во Битола бил доста краток. Француските лазаристи одиграле незначајна улога и во формирањето на првата католичка парохија во Битола во 1856 година. Основач на парохијата е отецот Жан Жозеф Лепавек, кој од денот на своето доаѓање презел целосна грижа за духовниот живот на верниците. Архитектонскиот план за изградба на католичката црква бил изработен од страна на француски архитект, но реализиран од страна на македонски мајстори. Црквата била целосно изградена во 1870 година, но во 1900 била опожарена. Денешната црква датира од 1909 година и истата е во неоготски стил. Главниот олтар од костеново дрво во готски стил бил изработен во Минхен, Германија. Останатите два помали олтари били изработени во новоготски француски стил. Новиот олтар, како и амвонот, биле изработени во 1975 година од ореево дрво, а ги изработил Ѓорги Караџов. Најдоминантна од сите статуи е статуата на Пресвето срце Исусово, која се наоѓа во центарот на главниот олтар. Камбанаријата на црквата била изградена во периодот од 1938 до 1940 година и е подарок од словенечките верници. Духовниот живот на населението и вербата во Бога на овие простори е со долго и непрекинато минато. Тоа се следи од праисторијата па до денес. Многубожци, православци, католици, муслимани, еден по друг и еден покрај друг. Како камена тврдина стои во центарот на градот, чувајќи ги во себе богатството и убавините кои ги внела, пркоси на времињата кои поминале и ги чека оние кои доаѓаат. Битола е град со огромно културно наследство, речиси од сите сфери на човечкото духовно битисување. Во неговиот потесен и поширок простор има мноштво споменици на културата, природни реткости,
музејски и галериски експонати со високи уметнички, историски и други вредности, скоро од сите периоди на обстанокот на човештвото. Неолитот, енеолитот, бронзеното време, железното време, антиката, средниот век, 19-тиот век, па до најново време. Историјата вели дека оваа магаза представува вистинско место за секој трговец. Тука ги растоварале, изложувале и продавале најразличните стоки наменети не само за локалните пазари, туку и пошироко, за поголемите европски центри, односно нивните пазари. Била една од неколкуте магази кои постоеле во Битола од средината на 19-тиот век. Овде се водела трговија, односно бизнисот. Ја договарале цената, се надавало, односно било своевидна пазарска берза. Денеска магазата е уметничка галерија во која се поставуваат бројни изложби, се одржуваат литературни читања, камерни концерти и други културни манифестации. Како внатре, така и надвор, особено во летниот период, ова е место каде во една вечер се случуваат и повеќе настани. Бидејќи таа се наоѓа на самиот плоштад Магнолија, минувачите кои во летните горештини сакаат да прошетаат по битолски широксокак, овде застануваат, привлечени од звуците на некои музичари, хорови или рецитатори. Некогаш своевидна берза на трговијата во Битола, а денес место каде што се вкрстуваат културите. Портите на ова магаза се отворени широко за нас. Еден од најпрепознатливите објекти во Битола е зградата на Митрополијата, каде што е сместено седиштето на Преспанско-Пелагониската епархија. Ова импозантна зграда го привлекува вниманието на секој минувач. Митрополитска резиденција Битола, или позната како Битолска митрополија, е административно седиште на Преспанско-Пелагониската епархија и незиниот митрополит. Изградена е во периодот од 1901 до 1902 година во времето на бугарскиот екзархист Владика Григорий. Има 4 нивоа: субтеренски, 2 ката и подкровле со параклис посветен на Свети великомаченик Георгий Победоносец и 2 простории кои имаат музејска намена. Мебелот е изработен од копаничарот Нестор Алексиев Мирчевски и неговата тајфа. Митрополијата поседува библиотека Свети Јован Богослов со фонд од 20.000 книги и списанија. Митрополитската капела поседува и делови од светите мошти на Свети Климент Охридски, Свети Агатангел Битолски, Света Февронија. Митрополијата во минатото била посетена од значајни личности како Александар I Караѓорѓевиќ и Јосиф
Цвијовиќ, како и двајца светци кои ја користеле како своја резиденција, Свети Платон Бањалучки и Свети Николај Жички Охридски. Преспанско-Пелагониската епархија е една од 12 епархии на Македонската православна црква. Формирана е со одлука на Синодот во 1958 година и за нејзино седиште е избран градот Битола. При формирање на МПЦ, оваа епархија се нарекувала Охридско-Битолска епархија. За архиереј бил избран епископот Климент, кој раководел до 1977 година. Во 1974 епархијата била преименувана во Преспанско-Битолска и неја ја администратирале викарните епископи Методи, Ангелари и Гораст, а од 1979 година митрополитот Гаврил. Во 1981 година на чело на Преспанско-Битолската епархија бил поставен митрополитот Петар. Во 1994 година епархијата била преименувана во Преспанско-Пелагониска со 4 наместништва: Битолско, Прилепско, Ресенско и Крушевско-Демирхисарско. Епархијата има околу 300.000 верници, 600 цркви, манастири и капели, со 100 свештенослужители и 30 монаси и монахињи. Зградата на митрополијата, односно оваа зграда, е дел од културното наследство на Република Македонија. Музеј. Тоа е установа која се грижи за збирка на артефакти од научно, уметничко, културно и историско значење и ги става на располагање за јавноста во витрини и други поставки кои се трајни или привремени. Битола е горда што има оваа институција што се грижи за културното и историско наследство. На 18.2.1934 година, по иницијатива на доктор Антон Жегура, професор во Битолската гимназија и господинот Иван Канјух, во свечената сала на Битолската општина се одржало собрание на кое беше решено во Битола, чија околина е богата со бројни движни и недвижни споменици на културата, да се основа градски музеј. Врз основа на иницијативата, одборот на општината на град Битола на својата втора седница одржана на 27.2.1934 година, во 5 часот попладне, во судската зграда по точка 7 од дневниот ред Основање градски музеј, донесе одлука. Цитат од записникот. Да се основа градски музеј на општина Битола и за оваа цел да се одобри кредит од непредвидените расходи во сума од 10.000 динари, која треба да се употреби за сместување и опремување на музеот, за истражување на музејските предмети, набавка на материјали и друго.
Со одлука на владата на Република Македонија за утврдување на мрежата на национални установи од областа на културата од 2003-та, Заводот за заштита на споменици на културата, Музеј и галерија Битола доби статус на национална установа од областа на културата и се преименува во Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Битола, односно Завод и Музеј Битола. Денес, Заводот за заштита на споменици на културата и Музеј Битола е национална установа од областа на културата чија основна дејност е заштитата, систематизацијата, научна обработка и презентација на културното наследство во општина Битола. Својата дејност, програма, цели и задачи, институцијата ги остварува преку секторите за музејска дејност, заштитна дејност и секторот за заеднички служби. Во рамките на музејската дејност работи Центарот за документација, Оделението за современа уметност, Историја на уметност, Етнолошко одделение, Историски средновековно, Античко и праисториско одделение. Тој е одговорен за заштитата, конзервацијата и реставрацијата на спомениците на културата. Неолитското време, железното доба, како и материјалот од античкото одделение во постојаната музејска поставка е презентиран во 2 сали, на површина од околу 150 метри квадратни. Основен принцип во излагањето на материјалот е хронолошкиот и тоа периодот од 4 век пред новата ера до 6 век по новата ера. Средновековниот период во постојаната музејска поставка е прикажан од 2 аспекти – археолошки и историски. Предметите во средновековниот оддел во постојаната музејска поставка во Битола представуваат сведоштво за некогашната големина, културниот подем и дострел на средновековието на овие простори. Освен туристите кои доаѓаат, оваа музејска поставка е своевиден школски час за учениците од Битола. Неодамна, оваа институција беше прогласена за музеј на годината. Уште од почетокот на човештвото, времето се мерело. Така го имаме минатото. А каде ќе се чекаме? Ова е едно од најпоставуваните прашања во битолските моабети. Во 12 кај сатот. Така битолчани се договарале од памтивек, така и денеска. Градскиот часовник е едно од најпознатите обележја во Битола. Во историските записи за Битола, саат кулата се спомнува уште во 1664 година, но не може со сигурност да се каже дали се работи за денешната саат кула. Според други истражувања се верува дека денешната градба била изградена заедно со црквата Свети Димитрија Солунски околу 1830 година. Според легендата, кулата е изградена кога отоманските власти во градот, односно турците, поминале по сите околни села и собрале околу 60.000 јајца од кои направиле малтер. Од смесата измешана со камења
ја изградиле кулата, чии цврсти зидови стојат и денес неоштетени. Кулата има основа во облик на квадрат, со страни од по 5,8 метри и во незе се влегува од северната страна. Висока е околу 32 метри. Внатре постојат спирални скали со кои се стигнува до горниот дел на кулата. На врвот на кулата се наоѓаат тераси со ковани огради, а на сите страни на терасите се наоѓаат конструкции кои држат светилки со помош на што целата кула и незиниот часовник се видливи и ноќе. Часовникот се наоѓа на најгорното од трите нивоа. До 1912 година времето било означувано по турски начин, односно сатите се одбројувале по заоѓањето на сонцето. По 1912 година било воведено современо сметање на времето. Првиот бројчаник и сатен механизам, изработен од германското предпријатие Конфаге, бил поставен во 1927 година, со што лицата задолжени да ги удираат камбаните биле заменити со сааџиите, кои ги одржувале сатот и неговиот механизам. Првиот бројчаник бил бел со црни броеви и стрелки и бил помал од денешниот. Првиот часовник е заменет во 1936 година, пред започнувањето на Втората светска војна, со понов и многу попрецизен часовник. Новиот саат го купиле германците во знак на благодарност на граѓаните за германските гробишта кои што ги подигнале за жртвите од конфликтот во Битола, заедно со англиските и француските гробишта за време на Првата светска војна. Тогаш бил заменет саатниот механизам, а биле поставени и 15 звона, тешки 900 килограми. Механизмот е обновен во 1962 година, а во 1970 година била поставена и клавиатура за изведба на нови композиции. Во текот на обновата, од 2009 година, бил обновен и самиот саатен механизам, кога помогнале германските стручњаци. Со репарацијата на механизмот се изгубила песната "Таму ле мајко близу Битола", посветена на народниот херој Таки Даскалот, која со децении била очекувана во исто време, поради што обновата наишла на критики од самите битолчани. По обновата на механизмот останало да се слуша само песната "Битола, мој роден крај" од Ајри Демировски. А сега е 5 минути по... се разделуваме, но ќе продолжиме да патуваме по минатото и денешнината. Битола, бабам Битола, таму се јаде и пие, таму се живот живее. Битола мајска природа, Битола златна градина, со лични моми убави, на лице бели црвени. Битола, бабам Битола, кој ми те толку проколна, да раѓаш моми убави, да лудат сите беќари. Широксокак, познат и како битолско корзо, е најпрометна
и најпозната улица во центарот на Битола, со бројни дуќани и локали. Денес е строго пешачка улица, а некогаш по неа се движели автомобили. На широк сокак се наоѓаат најголемите продавници, ресторани, театарот, галерии, многу кафулиња и клубови. Тука се сретнуваат најстарите архитектонски дела и градби на Балканот. За восхитот од оваа улица најпофални зборови изрекле уметниците, посебно поетите, композиторите, како и многобројните пејачи. Потребата најголемиот дел од градскиот јавен живот да се случува во центарот на градот, кој секогаш имал интензивен, културно-забавен живот, барала во овој уличен простор да се изградат бројни репрезентативни згради. Битолските и пошироко македонските градители со многу љубов и инвенција успеале да направат спој меѓу разните европски стилови и домашната неисцрпна традиција. На таков начин се постигнати извонредни хармонични односи, складност на линиите, благородна едноставност, функционалност, изострено чувство за елеганција и вкус. На овој сокак битолчани често пречекувале и испраќале разни луѓе. Кралеви и цареви, султани и везири, владици и мисионери, циркузанти и безделници. И при тоа секогаш се чувствувал гордо што е негов овој крстопат меѓу истокот и западот. Токму таквите одлики и историски премрежја што го следеле овој неповторлив градителски подвиг, го направиле широк сокак заедничко место на светот и човекот, носејќи му епитет како еден од најбележитите споменици на културата во градот. Ако сте биле во Битола, а да не сте прошетале по широк сокак, исто како да не сте биле во Битола. Денес широк сокак е место каде денот започнува со утринско кафе. Кафулињата, рестораните, хотелите се составен дел од условно кажано вториот дел на широк сокак. Тука започнала и првата љубов. Сите ја знаеме љубовната приказна за Елени Каринте и Мустафа Кемал Ататурк.
Приказната од крајот на 19. век за неостварената љубов меѓу убавата битолченка Елени Каринте и младиот Мустафа Кемал Ататурк, кој многумина ги нарекуваат балканските Ромео и Јулија, денес станува незаобиколна туристичка атракција во Битола. Битолската убавица Елени Каринте имала само 10 години кога се сретнала со Мустафа Кемал Ататурк во 1900 година, додека човекот што подоцна ќе стане основач на современа Турција и татко на нацијата бил матурант на воената гимназија во Битола. Овде беше сместено едно од трите кина од едно условно речено блиско време. Но тоа веќе го нема, а спроти него никна нова градба, односно се враќа она што денеска на Битола ја даде најголемата слава во филмската уметност – фестивалот на филмска камера Браќа Манаки, во чест на првите сниматели на Балканот. Се враќаме назад. Во 1904 година пионерите во киното браќата Милтон и Јанаки Манаки купуваат парцела на Широксокак, каде што во 1905 година го наместиле фотографското ателје. Во 1906 година, за време на нивното учество на големата светска изложба во Букурешт, каде се представиле со своји фотографии, браќата Манаки за прв пат се запознале со филмската камера. Потоа Јанаки пропатува низ повеќе европски метрополи – Виена, Париз и така натаму, во потрага по камера. Во Лондон купил филмска камера производство на компанијата Charles Urban Trading, и тоа 300-тиот примерок од серијата Биоскоп. Така со таа фамозна камера 300 започнала кинематографијата на Балканот. Ги забележале најзначајните настани од тоа време, а денеска филмскиот свет во месец септември секоја година им се поклонува на нивното дело со фестивалот на филмска камера кој се организира во нивна чест. Кафето Љубовта и филмот се и денеска составен дел од магијата на Широксокак. Прошетката низ минатото ќе ја започнеме со една од најграндиозните градби во Битола. Ова е еден од најголемите културно-историски споменици во Битола – Офицерскиот дом. А исто така прошетката ќе ја продолжиме и по градското шеталиште. Офицерскиот дом е изграден 1911 година од управникот на битолскиот вилает Абдул Керим Паша, комплетно довршен во 1919 година. Исто познат како Сарајот на Абдулах Керим Паша. Редок пример на архитектура, со голема и одмерена архитектонска естетика, која покрај генералните стилски карактеристики носи и печат на оригиналност и неповторливост.
Карактеристични се еркерните балкони, покривната стреја и надвишувањето на 4 кули, незалудно наречен бисер на Битола, изграден како палата за свечени приеми, забави и одмор. Одржувани се безброј балови. Влезот бил дозволен само за генерали и офицери. Престојувале Тито, Демирел и други познати личности. Таму беше и кристалниот лустер кој офицерскиот дом од Битола го наследи од домот во Скопје во 1973 година, 10 години по земјотресот. Онаму каде што завршува Широк сокак, започнува Битолското шеталиште. Тоа е место за одмор, рекреација и спорт. На почетокот на шеталиштето е познатото ракометно игралиште, спроти него спортската сала Младост, потоа и спортскиот комплекс со градскиот стадион, од левата страна во долниот дел и градскиот парк. Тука е детскиот парк и убаво средените патеки со хортикултурни решенија за сите оние кои сакаат да рекреираат, да одморат од градскиот метеж. Битола, мој роден крај, јас те сакам, за тебе пеам. Многу градови и села пројдов, како тебе, Битола, нигде не најдов. Низ својата долга историја, Битола била позната како главен трговски центар на Балканот. За битолските трговци се знаело како на истокот, така и на западот. Чаршијата, како еден од најзначајните витални делови на градот, со се она што значело економски живот од овдешниот граѓанин, играла многу значајна улога во неговиот просперитет низ вековите. Таа била не само составен дел од секојдневното живење на не само овдешните жители, туку и преку неа обстојувал еден многу поширок регион и поголема структура на луѓе. Трговци, занаетчи, земјоделци, анџии, пренесувачи на стока и друго. Старата чаршија е еден од најзначајните белези на Битола и како културно-историски споменик, таа е следела својата судбина. Не била само место за трговија, туку овде се чувствувал здивот на времето, политиката и културата. Во оваа чаршија, која во 17-тиот век имало над 900 дуќани, за половината на 19-тиот век да пораснат на неколку илјади, се тргувало со се и се што се разбира на чесен збор и доверба. Или како се прикажувало во балканските анови дека тука во битолската чаршија нема што нема. Во врска со чаршискиот живот и воопшто чаршиската клиентела, сите тие луѓе имале своји навики и барања.
ситни човечки слабости и желби, да се доживее, купи или понесе нешто од најградскиот град во овој дел од империјата. Што се однесува за чаршијата како урбан и архитектонски комплекс со својата автохтоност и оригинални решенија, со сите неодминливи надворешни влијанија и спецификите на ориенталниот урбанизам и градителство, таа останува неповторлив пример на битолското културно наследство. Во својот речиси 5-вековен развој, во најголемиот свој процут, особено во текот на 19. век, имала над 2000 дуќани и 30 функционални поделени делови, определени според стоката што се продава. Во времето на Првата светска војна, на битолската чаршија е зададен најтешкиот удар кој што никогаш повеќе не ја поврати некогашната слава и економска моќ. Битолската чаршија денес обстојува како трговско место и како значаен споменик на културата. Тука се наоѓа и битолскиот Монмартер. Најголемата детска ликовна колонија. Звукот на камбаната одекнува како вековен неимар на градот. Делумно вкопана в земја, црквата Свети Димитрија е сведоштво на досетливоста и мудроста на нашиот неимар. Една од најстарите цркви во градот Битола е соборниот храм Свети Великомаченик Димитри. Овде и денеска се одржуваат најзначајните настани, односно одбележувањето на најголемите православни празници. Овде се прославува и Рождество Христово и Воскресението. Тука се фрла и светиот крст за водици. Административно припаѓа на Битолско архиерејско наместништво на Преспанско-Пелагониската епархија на МПЦ. Оваа црква изградена е во 1830 година, а камбанаријата е изградена во 1936 година. Градена е во форма на трибродна базилика со странични галерии. Изградена на местото на некогашниот стар параклис кој изгорел во пожар, со посебно одобрение и спрема султановиот Берат била повторно изградена. Но таа и покрај сите желби да биде висока велелепна градба, според турските закони не смеела да биде повисока. Затоа, вкопувањето во земја бил најдобриот начин да се испочитува законот, а при тоа да се постигне саканата цел. Изградена за само 4 месеци со доброволни прилози од битолските христијани, а без оглед на нивната етничка припадност, овој храм повторно изникнува од пепелта и станува место каде верниците слободно се обраќаат кон Бога. Целиот иконостас е изработен во позлатена резба од вештите раце на засега непозната резбарска тајфа, но сигурно составен од македонски мајстори.
Во 2005 година, конзерваторите од Битолскиот завод и музеј и Заводот за заштита на споменици на културата откриле дотогаш непозната фреска со представа на Исус Седржател. Фреската е на централниот дел од сводот на црквата кој повеќе од 1 век бил покриен со црнила од горените свеќи, така што долго време вредните историски уникати биле непознати. Да можеме да погледнеме назад низ историјата и да ги откапнеме тајните на минатото, сигурно ќе не идеме на големи изненадувања. Занданкуле. Овој споменик и денес му пркуси на времето, како резултат на настаните кои се одиграле на овие краишта. Градено е во 17-тиот век. Има многу интересна градба, особено незината внатрешност. Служела за приватни цели за заштита од напади или од крвна одмазда. Според пишаните извори може да се види дека нејзин собственик бил муфтијата од Битола од 1628-29 година, Хаджи Махмуд Ефендија. Тој, овој објект го изградил во дворот на неговиот чифлик. Во неа се влегувало само со помош на подвижни скали. Приземјето се користело за женските членови на семејството. Имало и сутерен за намирници како и бунар за вода. Најубав бил катот кој служел за живеење. Под покривот има тесни окна, пушкарници за одбрана од напаѓачи. Тука биле затворени бројни востаници, па затоа народот и ден денес го вика Занданкуле.
Железничката станица во Битола е една од најстарите во Македонија. Изградена пред повеќе од еден век, таа поврзува Битола со Солун, а подоцна и цела Европа. Станицата се наоѓа на трасата на кракот Д од паневропскиот коридор 10. Железничката станица во Битола е градена кон крајот на 19 век како дел од линијата Битола-Солун, која требало да ги поврзе овие два најголеми градови во европскиот дел на Османлиската империја. Во 1911 година, со воз од Солун преку Воден, на железничката станица во Битола пристигнал султанот Мехмет Петти. Подоцна е изградена и линијата кон Прилеп и Велес. Линијата кон Солун е затворена за сообраќај во 1984 година. На оваа станица во минатото се случувале и среќни и тажни моменти. Битолскиот крај, како печалбарски во минатото, оттука печалбарите заминувале во странство, со воз до некој од пристаништата во поголемите центри. Преку неа се враќале и радоста и среќата кога печалбарите си доаѓале дома. Во времето на бивша Југославија, со познатиот воз од Битола до Љубљана, сите војници заминувале на одслужување на воениот рок и преку неа се враќале дома. Ова, може би е едно од местата во Битола каде имало повеќе солзи отколку радост. Сега железничката станица во Битола има нова фасада. Внатрешно е уредена и реконструирана, секојдневно ги испраќа и ги пречекува патниците сега во модерни возови со кои патуваат низ Македонија. Со реконструктивниот зафат на новиот лик на фасадата задржана е спомен плочата од 1960 година, која потсетува на големиот генерален штрајк на железничарите од 1920 година. Заменет е кровот, подовите, внатрешните ѕидови, а поставена е и нова термичка изолација. Реконструкцијата на железничката станица во Битола е дел од проектот на Министерството за транспорт и врски за реконструкција на 10 железнички станици во земјава од коридорот 10 според стандарди на Европската Унија. И тоа: Велес, Прилеп, Темиркапија, Табановци и Грацко, Битола, Гевгелија, Богомила, Чашка и Неготино, Вардар. Од тука ќе се испраќаме и дочекуваме секојдневно, бидејќи старите рекле: кај да одиш, дома да се вратиш.